Во следните 30 дена ќе почнете да сваќате дека љубовта не се мери според тоа колку силно чука срцето во еден момент, туку според тоа колку мир чувствувате кога некој е покрај вас. Во последниот период, можеби често сте се прашувале дали вреди повторно да му дадете шанса на своето срце. Некои разочарувања ве направиле повнимателни. Научивте да не им верувате лесно на зборовите, туку на постапките. И токму тоа ќе биде вашата предност во периодот што доаѓа. Ако сте слободни, можно е да запознаете личност што нема веднаш да ве остави без див. Наместо силна искра, ќе почувствувате нешто многу поретко. Чувство дека можете да бидете опуштени. Разговорите ќе течат природно, без потреба да се докажувате или да глумите некој што не сте. А ако сте во врска, следните недели ќе ви покажат колку е важно да се слушате еден со друг. Малите недоразбирања нема да исчезнат сами, но едно искрено "ајде да разговараме" може да направи повеќе отколку 100 предпоставки. Ова е период во кој близината повторно ќе стане поважна од тоа кој бил во право. Можно е да добиете порака, повик или знак од личност за која мислевте дека веќе останала во минатото. Пред да одговорите, запрашете се дали таа личност навистина се променила или само носталгијата повторно тропа на вашата врата. Во овие 30 дена ќе почнете да поставувате појасни граници. Ќе сватите дека љубовта не значи секогаш да попуштате. Понекогаш најголемиот доказ дека се цените себе си е храброста мирно да кажете што чувствувате и што заслужувате. Има можност и некој да ви изненади со искрен гест. Не мора да биде нешто големо. Можеби ќе биде реченица што ќе ве стопли. Присуство кога најмногу ви треба или едноставно чувство дека не сте сами. Токму таквите мали моменти најлесно го отвараат срцето. Кон крајот на овој период ќе почувствувате поголема сигурност. Ќе престанете да бркате одговори и ќе почнете да им верувате на чувствата што ви носат мир. Ќе сватите дека вистинската љубов не создава постојана неизвестност, туку чувство дека покрај некого можете да бидете целосно свој. И не брзете да ја форсирате љубовната приказна. Најубавите односи не се оние што почнуваат најбрзо, туку оние што секој ден стануваат се посилни. Во следните 30 дена обрнете внимание на тоа како се чувствувате покрај некого, а не само на тоа што ви кажува. Срцето многу често ја препознава вистината пред умот да успее да ја објасни. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот, едно subscribe стиснете тамо да растеме повеќе и секое добро до наредно слушање.